И ти си тука? Тука сум за да земам изјава од Диџле. Како е бебето? Добре. Подвижно на татко му. Се загрижив, но докторот рече дека тоа е нормално. Мило ми е. Добре, дејде. Лила прашуваше како е бебето. Докторот рече дека се е во ред. Добро. Барем гледам дека нешто е во ред. На Диџле како е? Исто. Кога ќе го фатат изет, подобра ќе биде. Инџи мора да одиме. Сите ќе бидат префрлени на безбедно. Ќе мора со моите некое време тамо да престојуват. Зарем нема да останеш со нас? Се додека не се реши проблемот, ќе стојам подалек од вас. Не сакам да им наштетам на саканите. Добро ти текнало. Се би направиле тие. Лейла нема да дојде со нас? Лейла ќе ми помогне. Зарем тоа не е опасно за Лейла? Инџи, таква е мојата работа. Ја започнав оваа работа прифаќајќи ги сите ризици. Ага. Те молам, не прави му ништо на бебето. Тоа не е виновно. Најголема вина е тоа што има мајка како тебе. Ќе го спасам од овој греф. Ага, ако го сакаш детето, нека биде твое детето. Ага, немој. Што да правам со стока како тебе? Ага, немој. Ага, остави го. Остави го. Остави го бебето. Остави го Ајде, бебето. остави го бебето, ма. Остави го бебето. Остави го бебето. Остави ми го бебето. Остави го бебето. Ах, проклета си! Господ нека те казни! Убийци! Јас Господ да ве никој не казни! сум ми бил досега. Не сум ја изволкала раката. Господ да ве казни! Имајќи Да маша ве да ја казни! пегорам со оган. Врати ми го бебето! Врати ми го За- бебето! Ама, Бебето, врати за ми го! бебево ќе те убијам лично со мои раце. Не стои така, легни. Закопче себе. И ти закопче се. Добро, бате. Добар се. Здраво. Здраво. Здраво, мајко. Здраво. Сине. Тука не оставаш. Но паметот постојано за тебе ќе ни биде, синко мој. Мајко, нема да трае долго, не грижи се. Полат. Кога ќе помине состојбава, нема да се вратам кај тато Омер. Инџи, откако ќе помине ова, слободно ди кај сакаш.
Што ме толку лесно, зашто ме доведе тука? Дозволи да одам. Не ми треба твојата заштита. Морам да ја заштитам мајката на моето дете, Инджи, те молам. Те молам, не одоговлекувај. Ти не сакаш да не заштитиш, туку да не оддалечиш од себе. Не треси глупости, Инджи. Така е. Додека сме ние, не можеш слободно да се гледаш со Лејла. Се борам за вашите животи и за својот живот. Немам време за вашите женски гордости. Мајко, татко, ви треба нешто? Не, благодарам, чедо. Догледај. Добре, брат. Ќе ти олесни. Не е баш ме мати. Мора зборувам и со Несрин исто така. Каква врска има? Како мислиш каква врска има? Тие си го скроиле својот пат, брат. Не мати, ако погреша, тоа е аманет за мене и тебе од Чакир. Брат, каков е манет веќе? Постојно зборуваат лошо и те нервираат. Ако, брате, ако нека ме нервира. Батали ги пусат и Несрин најде. Ако исторат нешто на село и ќе се чувствуваш добро. Ајде да одиме. Не ми се допадна. Објаснете ми што точно сакате и јас според тоа ќе ви покажам примери. Го сакам истото. Господине Пусат, нема потреба од мене за да се направи ова. Ова може секој. Јас ти реков што да правиш. Сакам да биде истото и точка. Секако. Што направи Реис? Беше кај сите? Да, бев. Луѓето малку се сомневаат во тие работи. Што треба да правим? Има еден стар пријател на дедоти кој многу го почитуваат. Ако го убедиш, останатото е средено. Па што чекаме, Реис? Да го наканиме човекот. Господине, кара дојде. Нека дојде. Запомен нека е. Ти благодарам. Ама не поминува ништо. Штом велиме дека поминало, значи поминало. Кара пријателите го лоцираа синте, сега ќе го земеме. Многу бргу некако. Луѓе со денови го бараа, не го најдоа. Си ме заборавил каков сум. Оваа држава во дланките ми е. Кога и да посакам, можам да го најдам. Добро. Тогаш мене ми треба уште еден човек. Ајте, молам, погледни во дланката. Убаво погледни и кажи Шамир кај е. Шамир не е твоја работа. Тоа се работи кои не можеш да ги сватиш ти. Ама види сега ме те. Кара не е стари од Кара. Очигледно е тоа.
Стариот кара беше лош кара. Никој не смеше да му земе син. Ферман кае, кажете ми, откако ќе го земам, потоа ќе зборуваме и подолго ако треба. Нема да те оставиме сам. Заедно ќе одиме да го земеме син ти. Можно е чувствително да се однесуваш. Не мачете се, господин Мете. Сам ќе си ја средам работава. Кара, од седење нема ништо полошо. Да направиме некоја акција за да не закржлавиме. Синко, спремете ја колата. Нема потреба да бараш виновник. Не ве обвинувам за ништо. Пусат е во право, сака да си продолжи по својот пат. Зар не знам како да го вметнам Пусат во работава? Прво, тој период е во минато. Лично го завршив тој период. Второ, Пусат не е должен да живее живот каков што живеел дедо му и татко му. Полат, Господ здравие да ти даде. Го испрати надвор и го школуваше во најдобрите училишта. Но не успеа во тоа. Тоа му е во крвта. Не се правдај со детето. Кога и самата сакаш да оди по тој пат, сакаш да бидеш моќна како порано. Каде бевте кога син ми стоеше на гробот на татка си и кога си впери пиштол во главата? Постојано велите дека ви аманет. Но не е повеќе аманет. Мамо, зарем немам право на збор? Само за Пусат зборувате. Никој не ме прашува ја што сакам. Кажи, Мила, што сакаш ти? Не сум богатство станато од татко или од дедо, ниту пак го сакам тоа. Сакам како и секоја млада жена, да си го живеам животот. Што сакате правите? Но пријателите и непријателите ве гледаат како дел од нас. Не сакам да ви се случи нешто само заради нас. Не мисли веќе на нас. Ке се снајдеме некако, не грижи се. Несрин, слушни ме убаво. Постојано велиш дека не сме едно цело. Кога ќе се наслушне ова околу Синти, ќе го изделкаат на парчиња. Тагата која доживеала за Пусат и за Селви не се споредува со она за таткото. Ако се случи нешто, мојата